Откажување од македонците во Бугарија, откажување од македонскиот јазик пред 45-тата. Да сме признаеле дека Делчев бил и бугарски револуционер и битката за независна македонска држава ја водел на бугарски јазик, итно менување на историските учебници по бугарски терк, ваков предлог за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија дојде од поранешен премиер, би било очекувано да помислиме дека станува збор за бугарски, но во овој случај не, станува збор за поранешен македонски премиер Љупчо Георгиевски. Во својот предлог од 2021 година тој бара македонските власти на ниту еден начин да не ги помагаат македонците од другата страна на источната граница. Македонија да даде гаранција дека како држава со ништо нема да ги помага и поддржува организациите кои бараат македонско малцинство во соседна Бугарија. Ваквиот предлог на еден начин го прифати македонската власт, а пример за тоа е дека официјално од наша страна не беше поддржано отворањето на македонскиот културен клуб во Благоевград Никола Вапцаров, прифатен беше уште еден предлог на Георгиевски, овој од страна на официјална Софија. Во декларацијата на бугарскиот парламент за спорот со Македонија јасно се наведува дека тие не признаваат постоење на македонскиот јазик пред 1945 година. Бугарскиот парламент да донесе декларација во која ќе изјави дека под поимот македонска нација и македонски јазик подразбира само нација и јазик кои се формирани после 1944 година и дека Бугарија со ништо не ги прифаќа тезите за кои смета дека се фалсификат. Кога јазикот е во прашање од страна на Георгиевски пристигна уште еден скандалозен предлог, преку официјално писмо да сме кажале дека македонските револуционери битката против османлиите ја воделе комуницирајќи на бугарски јазик. Официјално писмо јазик на сите македонски организации во османлискиот период бил бугарскиот јазик и писмо, што се лесно проверливи факти, а бугарската страна да прифати дека тоа е добар приод и да се затвори јазичното прашање. Георгиевски, иако дипломиран книжевник, се стави и во улога на историчар, па предлагаше и решенија кои би требала да ги донесе историската комисија од македонска гледна точка и повеќе од скандалозни. Заедничката историска комисија да ја измени малку стратегијата, да се објават сите 5 веќе потврдени личности плюс Делчев како општ заеднички без многу детали и плюс Григор Прличев, за кого прво се согласиле, па бугарската страна се повлекла. Бугарската страна подитно да направи список на место од македонските учебници кои се навредливи за нив и тие да се избришат без да се чека општата дискусија. Македонската историографија да ги потполни важните биографски моменти на важни личности, например фактот дека Гоце, Даме, Ѓорче и стотици други биле учители на бугарската екзархија, немала работа која ја криеме. Петте точки кои според поранешниот премиер се решение на спорот се прифатливи ако гледаме преку бугарски очила, но целосно неприфатливи за секој обичен македонски граѓанин. Против овој предлог на Георгиевски говореше и поранешниот премиер Зоран Заев, кој е потписник на оној договор за добрососедство, по кој започнаа сите проблеми кои ден денес ги има Македонија во однос на спорот со Бугарија. Инаку Георгиевски важеше за еден од најголемите патриоти и борец за македонска независност. Сепак неговата реторика се промени во 1998 кога дојде до власти премиерското столче. Тогаш од голем патриот почна да ја менува својата реторика, а како што и самиот кажа подоцна, бил бугарофил.